Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе ја проучуваме тематиката на првото и второто послание до Коринтијаните. Петок, 3 јули. За натамошно проучување. Елена Г. Вајт, Коринт, делата на апостолите, страна 243 до 254 оригинал. Проповедајќи го Евангелието во Коринт, апостолот зазел став различен од оној што ја обележал неговата работа во Атина. Настојувајќи да го привлече вниманието на рамнодушните и безгрижните, решил да ги одбегнува и подробните аргументи и дискусии и меѓу коринќаните да не знае за ништо друго освен за Христа Исуса и тоа распнатиот. Елена Вајт, делата на апостолите, страна 244 оригинал. Павле имал одреден успех, но се сомневал прашувајќи се дали воопшто е мудро да се гради црква со материјалот што го нашол тука. Тој го сметал Коринт за многу спорно поле за работа и решил да го напушти. Кога размислувал да го напушти овој град и да замине во некое поле што повеќе ветува, Господ му се јавил во ноќна визија и му рекол: "Не плаши се, туку зборувај, бидејќи има многу народ во овој град." Дела 18:9 и 10. Павле го сфатил ова како заповед да остане во Коринт и како гаранција дека Господ ќе прави да израсне семето што е посеано овде. Под знамето на Исуса Христа требало да се собере голема црква. Елен Вајт, Sketches from the Life of Paul, страна 106 и 107. Забележано е дека Павле работел во Коринт 1 година и 6 месеци. Меѓутоа, неговите напори не биле ограничени исклучиво на тој град. Коринт станал негово седиште. Така биле основани неколку цркви. Неговото отсуство од црквите за кои се грижел било делумно надоместено со неговите моќни и значени пишани пораки, кои главно биле прифатени како Божја реч. Овие посланија се читале во црквите. Елена Вајт, Sketches from the Life of Paul, страна 109. Прашање за разговор. Прво. Павле бил уверен дека е апостол на Исус и дека неговиот повик е од Бога. Зошто е толку важно да знаеме кои сме и кој е нашиот повик? Второ. За момент Павле посакал да се откаже од својата мисионска работа во Коринт и да го напушти тој град. Што го натерало да се предомисли? Како ова може нам да ни помогне кога чувствуваме дека сакаме да се откажеме од некој мисионски проект? Сепак, може ли некогаш да настапи момент кога навистина треба да се откажеме? Трето. Членовите на црквата во Коринт биле значително под влијание на околната култура. Ова е сурова реалност меѓу нас денес. Како можеме да бидеме во светот, Јован 17:11 и 15, а се што е во светот, похотта на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот, 1 Јованов 2:16, да не влијае на нас? На кои други начини околната култура негативно влијае врз нашата црква?